Фудбалскиот клуб Тетекс од Тетово останува во втората македонска фудбалска лига во надпреварувачката сезона 2023-2024, зашто се избори со постигнатите успеси на одиграните надпревари. Од управниот одбор се заблагодарија на сите кои што помогнаа во тоа, но ја истакна и потребата од понатамошна финансиска помош. Со силата на духот на нашите играчи и тренерскиот тим се издигнавме над сите предизвици и со голема посветеност, преданост и талент успеавме да го надминеме речиси секој противник што се најде на нашиот пат. Умешноста и играњето со срце на нашите фудбалери ги водеше до победи и успеси во борбата за опстанок во втората македонска лига. Успехот не беше постигнат само со играчите и тренерите, беше постигнат и со поддршка на нашите навивачи, војводи, кои го преполнуваа стадионот верувајќи во нашиот тим. Вие бевте 12-тиот играч на теренот кој не потикнуваше во секој напревар. Голема благодарност и до сите граѓани и фирми кои финансиски му помогнаа на ФК Тетекс. Обстојување во втората македонска лига представува само почеток на новото поглавје на историјата на ФК Тетекс. Со секоја нова сезона и секој нов надпревар ќе продолжиме да го градиме нашето име и репутација. Ќе се бориме за нови победи и успеси. За овој предизвик потребна ни е и уште поголема поддршка и помош. Затоа апелираме до сите заинтересирани, поединци, бизнисмени, организации, здруженија да помогнат на ФК Тетекс да се врати каде што заслужува, во првата лига. За да продолжи понатаму, на клубот му се потребни финансиски средства, зашто се во преговори со неколку заинтересирани спонзори. Најпрво, најголема одборска задача ни е да најдеме главен спонзор, или може би два. Со тоа би го стабилизирале Тетекс и од тоа ќе зависи како понатаму ќе функционира фудбалскиот клуб Тетекс. Се надеваме дека во наредниот период имаме веќе некои потенцијални разговори, дека ќе најдеме соодветни спонзори и се надеваме дека на време ќе ги почнеме подготовките на фудбалскиот клуб Тетекс, а во меѓувреме ќе гледаме да го задржиме комплетниот играчки кадар што го имаме и нормално и дополнително да се засилиме на некои позиции. Со тоа, фудбалскиот клуб Тетекс, заедно со нас, би сакале во наредната сезона да не бидеме во ситуација за борба за опстанок, туку да се бориме на првите позиции. По последниот одигран надпревар сезонава следи пауза од 1 месец пред почетокот на подготвителниот период за новата надпреварувачка сезона во втората македонска фудбалска лига. По поглед на играчкиот кадар, сите фудбалери и стручниот штаб сега се на заслужен одмор. Кога ќе им завршат одморите, значи ќе се почне со нови договори, како што кажи потпредседателот, ќе се пристапи кон договори со нови заселувања на некои позиции кај што сме потенки. Со една цел, значи за борба првите 5-6 места, зошто и да не влез прва лига. Инаку годинава за Тетекс е јубилејна, односно клубот слави 70 години од формирањето.